Здраво, јас сум Татунчо, а денеска имав изворедна привилегија да направам интервју со Пане Андов. Пане Андов е нашинец кој што живее и работи во Австралија, а речиси сиот свој живот го има посветено на проучување на феномените како што се НЛО, древни цивилизации и астрална проекција. На овие теми, а и на многу други, разговаравме речиси 2,5 часа. 2,5 часа се многу за гледање, затоа ова видео ќе биде поделено во два дела. Овие два дела ќе бидат објавени еден по друг во размак од неколку денови. Во меѓувреме, гледајќи го видеото, додека уживате, не заборавајте да стиснете subscribe, лайк на видеото и да ставите некој коментар, со што ќе дадете огромна поддршка на мене како автор кој ги правам овие видео. Во остатокот, уживајте. Здраво, Пане. Здраво, Владко. Благодарам што ме покани во твојата емисија. И јас ти благодарам што прифати да бидеш мој гостин. Чест ми е. Како е времето во Австралија? Топло. Чудно за зима. Да, топло. Денеска е топло, да. Така. Добро, да почнеме веднаш со прашањата за да не губиме време. Те молам за почеток за публиката која што не те познава, претпоставам ќе има нови гледачи кои што првпат те гледаат како лик, да ни кажеш за твоите почетоци поврзани со НЛО искуства, со вонземјани и со слични работи за кои што во текот на видеото ќе направиме подлабока анализа. Така. Па вака, во глобала, значи моето име е Пане Андов, јас сум автор на 11 книги, бев едитор на списанието Шесто светило, кое што излегуваше во Македонија 3 години на времето. Правам public speaking, значи говорам јавно за тематики што се поврзани со древни цивилизации, со вонтелесни искуства или изменети состојби на свеста, со искуства блиски или, како да кажам, alien abductions, значи за вонземски импланти и слични тематики. И мислам, мојот пат започна многу рано. Значи, првото искуство што јас го имав е кога бев само 7 години. Значи, збориме за Скопје и тоа е местото, да кажеме, 1980 година. Местото е многу близко до мостот Обединети нации помеѓу Карпуш 4 и Влај. Значи, на времето, јас сум роден, мислам, во Скопје, 73 година. И тогаш, како што кажав, имав 7 и брат ми кој што беше 14 години постар од мене, он почина за жал пред пар години, интензивно тренираше борлачки вештини. И од време на време знаеше, например, да отиде на кеот, на Вардар и да тренира борлачки вештини. Од време на време ќе ме земеше со него и како и секоја друга вечер, да кажеме, тргнавме покрај мостот и према кеот на Вардар и одеднаш, пошто беше чисто кристално јасно небо, што би се рекло, звезди, полна месечина, како што одев и забележав дека покрај месечината постои уште еден као уште една кружница, као уште една топка. Меѓутоа, ако не ми беше јасно, и го прашав брат ми, Мики, како може да постојат две месечини? И кога не добив одговор од брат ми неколку пар секунди, го погледнав на страна и едноставно брат ми буквално булеше, што би се рекло по наши, директно во објект кој што еманираше многу јака светлина. Приметив дека објектот забрза, направи acceleration, значи екстремно, и дојде до отприлика до околу 50 на метри до нас. Значи целата река Вардар буквално се осветли и одеднаш се појави као бел флеш, како сјајна, многу јака и јасна бела светлина. Првиот момент што, мислам, првата работа што ја осетив е дека имам потешкотија да дишам и бестежинска состојба. И се околу мене беше буквално, мислам, светлина. И како што, например, проаѓаа секундите, осетив и видов дека на одредена локација од таа светлина се разбиструва, меѓутоа, како што се разбистри поише и поише,
повеќе и повеќе видов дека пар силуети стојат од таа страна и гледаат во нас. Како што се разбистри уште малце, приметив дека тие силуети не се луѓе. Можете само да замислите, мислам, адреналин раш, што би се рекло, на мало дете која ќе види суштества кои што не се човечки. Во истиот момент на македонски јазик, значи во главата почнам да слушам гласови, значи да не се плашам дека не се тука да не повредат. И едно од тие суштества ми даде, мислам, мрак, пошто имаше мислам 4 прсти. И ме повлече, и како што едноставно влеговме у таа како еден коридор, приметив дека самиот амбиент е многу другачи, мислам, различен. Мислам, се беше направено како некој вид на жива материја, нешто слично како пластика, каде што, например, како ножите обои се движи од едно место на друго. Имаше делови кои што беа потемни, како некој вид, најдобро што можам сега да го објаснам, како некој вид на темно стакло, многу дебело. Меѓутоа не беше стакло, се работи, мислам, за многу напредна нанотехнологија која што се менува. И сега како што пројдовме низ тоа, мислам, беше големо искуство, пошто ние имавме missing time повеќе од 2 часа и кусо, што би се рекло. И у тој момент, мислам, го изгубив брат ми комплетно и едно од тие битија ме понесе у една друга као просторија, каде што буквално имаше многу поише битија. Значи, тие битија, како што ќе погледна, лево-десно се отвара како virtual reality, например, холограми, како алгоритми со одредени символи на нивни јазик и статистики и така натаму. И приметив дека ги менуваат бојата на очите, што беше огромна. Значи, не се работи за некои класични сиви, кои што многу луѓе кои што ги искресуваат слични ствари, да кажеме, ги опишуваат, него се работи за други битија кои што после по подошни години разбрав дека врз база на тоа што прават, бојата на очите се менува. Ако постои некоја радиација која што е штетна за нивните очи или евентуално се осетливи на одредени фреквенции од електромагнетниот спектрум, они ставаат како црно. Ако евентуално користат ментални моќи како телепатија, телекинеза и слични работи, значи знае, например, да свети како неон плаво или неон зелено. Или евентуално екстремно бело, ако евентуално се спојуваат меѓу себе во една као групација и комуницираат телепатски, многу по-комплицирани работи. Во секој случај, оно што беше интересантно е што рекоа дека сакаат да направат одредени тестови. И едно од тие битија буквално погледна во средината на таа просторија и се створи као лебдечка платформа, и друго битија погледна нагоре према плафонот и се отвори едно како многу напреден отвор и сноп на светлина. И ми кажа на македонски јазик, мислам го мислите, телепатски, да едноставно легнам на таа платформа. И сега како што легнав на таа платформа, почна таа светлина буквално да испушта зраци и почна од нозете па нагоре до главата и пак назад и почна да шета во различни равни. Значи не осетив некоја болка, меѓутоа осетив сензации од вид на потопло, поладно и така натаму. Значи со затворени очи, оно што покасно разбрав дека они имаат технологија буквално да скенираат било кога, например, да си бил, да кажеме, физички активен, па и физички активен, значи зборам реинкарниран и така натаму, значи дали се работи пред 10.000 години, 15, 20, 50.000 години или порано. Значи самата душа или свест или наша есенца, што би се рекло, значи задржува дел од таа меморија и таа меморија е складирана во одредени ДНК арсенали кои што за жал, барем во јавен домен, ние се уште немаме пристап. Меѓутоа нивната технологија и разбирање, например, за животот и биологијата на екзистенцијата е многу поразвиена и понапредна. И они фактички скенираа каде сум бил сите овие илјадници години, значи што сум направил, значи кои се моите аспирации, квалитети и така натаму и така натаму. И од кога завршија со тоа скенирање, значи по целото тело, самите сензации се префрлија на десната страна од мојот мозок. И тука више почна малку да пржи. Како што почна да пржи, едноставно сватив дека прават нешто на тој дел од мозокот, она што они фактички правеа, инсталираа воземски имплант.
Значи војнските импланти може да бидат од метал, може да бидат неметални или синтетички. Значи има три различни типа на импланти врз база на тоа што која е нивната намена и која врста едноставно ги поставува. И се овој што мене ми го поставија беше синтетички, правија нови neural pathways, што би се рекло. Моментот кога го поставија, јас можев да ги слушам многу појасно. Пред тоа беше буквално како вивид, што би се рекло, меѓутоа моментот кога имплантот го поставија, можев разговетно, например, чисто и јасно, гласно да ги слушнам во својата свест. И рекоа дека се многу среќни што ме пронашле пред другите, не знаев тогаш во моментот кои се тие други и што ташно мислат, меѓутоа рекоа дека направиле нешто што ќе евентуално предизвикува одредени реакции, например, на мојата психа и на ментални способности, кои што евентуално ќе дојде до развој, например, на способности кои што ќе ми покажат работи кои човек со 5 сетила не може да ги перципира или да ги осети. И дека самото тоа искуство со тек на време ќе ме научи многу работи и евентуално ќе дојде до ситуација каде што ќе можам тоа знаење да го пренесам на други луѓе. Нивното мислење беше дека ќе имам одредена важна улога во процесот на будење на многу голем број луѓе и едноставно секако што кажа така и се оствари. Се прекина со тоа и например рекоа дека сега ќе не вратат дома и како едноставно се исправив, буквално видов дека го направија самиот пат као провиден, како што беше провиден, значи можев да буквално да пратам како објектот се движи. Буквално поминав низ надводно планината и како што се движев полека на Кркарпуш 4 све поише и поише. Одеднаш само повторно осетив бела светлина, white flash. И истата процедура се понови. Значи првото се повтори, првото што осетив е бестежинска состојба и тешкотија за дишење. И одеднаш само се створив директно во креветот во спалната соба. Прво што ми текна е што се случи со брат ми, што се случи со Мики. Скокање од креветот, директно трчање во негова соба. Како што влегов во неговата соба, брат ми буквално клечеше на креветот и гледаше директно во плафонот и една од неговите носни отвори буквално течеше крв. Мајка ми се разбуди у тој момент и кога виде, например, дека брат ми крвари и вакво почна да вреска и да паничи. И што се случи, за среќа брат ми набрзо после 5-10-15 минути се поврати комплетно, меѓутоа последното сеќавање што го имаше дека бевме покрај реката Вардар и дека го видовме тој објект што едноставно се придвижи многу блиско до нас. Мајка ми едноставно беше вџашена затоа што буквално прашуваше како сме влегле дома. Имаше две брави и двете брави беа заклучени, а она ги имаше заклучено и ние буквално бевме телепортирани назад. За разлика од брат ми, јас го сочував меморијата што се случи и ја кажав на мајка ми и на брат ми што ташно едноставно се случи со нас. Мајка ми беше фрапирана и првата реакција беше да се јави во полиција или евентуално да се јави по роднините, меѓутоа збориме за 1980. Во тоа време, ако човек почнува да збори за вонземјани и блиски средби, тие работи може да заврши на многу непријатно место. Пошто знаењето и отвореноста кон тој феномен не беше воопшто пожелна, што би се рекло. Сето тоа се заврши така, брат ми ја убеди да не се јавува нити во полиција, нити по роднина, едноставно да чуваме тоа што се вика меѓу нас. Меѓутоа, почна чудна работа да се случува кога легнав да спијам истата ноќ. Значи, осетив дека нешто не е уреду. Имаше, например, пред тоа ефекти да едноставно поминав покрај остри објекти, например, ќошена маса или така нешто, без да го допрам, значи, на метар, два, осетив дека нешто ме сече. Што значи сензитивноста на тоа ауричко поле кое што секоја живо битие, дали се збориме за птица, животно, човек или така натаму, значи има, значи тоа стана екстремно сензитивно.
почнав да слушам гласови, например, во глава, буквално тоа беа мислите на брат ми, на мајка ми, така натаму. Меѓутоа, најинтересна работа беше кога легнав, едноставно ме разбуди страшно зуење во ушите. И сега како што се разбудив, мислам подоцна ја дознав дека тоа се нарекува sleeping paralysis или парализа во тек на спиењето, каде што физички не можеш да се придвижиш, и буквално осетив дека на некој начин станав безтелесен и се движам нагоре. И например ќе дојдав некаде до метро и нешто да кажеме над креветот, и кога се завртив се видов сам себе како лежам доле. И тоа ме исплаши првиот пат, што мислев дека умирам. Подосна, мислам, дознав дека луѓето тоа го нарекуваат астрална проекција или екстеризација на свеста, каде што принципите на свеста се издвојуваат во друго тело и се проектираат на астрален план. Интересантно е тоа што како после пар такви искуства пројдов низ таванот и се најдов над куќата. Значи буквално беше, може да гледам, например, целиот тој дел, како што, например, беа тие трите згради во Карпуш 4, буквално, значи, одев од еден плафон, од еден, например, кров на друг кров. Меѓутоа имаше како орб, како светлина околу 50 метри, кој што буквално ме следеше, исто како на бейбиситинг да прави. Так. И сега, тоа ми беше доста интересантно, и тие ефекти продолжија неколку недели. Значи, ќе отидавме према Зелено пазарче, во автобус ќе се качевме, и како што ќе влезев, и буквално почнав бука у глава да слушам, значи ги платив комперио прескапо или така натаму, или мислам различни мисли на луѓе кои што седат во автобус. Меѓутоа, за жал, тоа заврши со инцидент. Една вечер, пошто се беше доста ладно, и например моите на времето они имаат како електрично кебе што го купија во Германија. И например кој те заладеше во јаги, мајка ми знаеше да го уклучи тоа електрично кебе 10-15 на минути, ќе ја по постелата и го исклучуваш. И сега така една вечер она го уклучи, и комшикава ја вика на кафе, и она ми вика пане, ајде, вика, пред него што си легнеш, ќе појдеме само едно кафе да испијам со Трајанка се викаше комшиката на мајка ми, и отидовме таму. И сега, оно што е интересантно е што после 15-20 минути она го заборавила кевето. И сега јас се играм со децата на комшикава, и сега како што се играм со нив, почнувам да гледам дека собава буквално гори, каде што спиеме. Тоа го снема, минута-две, уште еднаш, ама многу појако, поинтензивно, појасно, визија дека буквално собата е во пламен. Уште еднаш се појави и придов на мајка ми и кажав, мамо, мислам дека нешто не е уред со куќата, мислам дека гори. И мајка ми игнорираше, нормално, се изнасмеа и се продолжија да пијат кафе. Се вратив назад, за 3 до 4 минути почнав буквално како што ве гледам вас сега, ги гледам, например, играчките, ги гледам другариве, све околу, меѓутоа у паралела и гледам својата соба у оган, у пламен. И пак се вратив кај мајка ми и викам, мамо, сигурен сум дека нешто не е уред затоа што гледам дека куќата гори. И мајка ми пак ме игнорираше, меѓутоа за среќа комшиката неизина кажа, слушај, ајде да појдеме тука околу ќошето, anyway, што би се рекло, да погледнеме. И сега како што излеговме, отидовме до аглот каде што можеше да се види куќата, само што дојдовме до место каде што беше видлива куќата, пламен искачаше од куќата. Мајка ми почна да пишти, среќа комшиите дојдоа со кофи со вода, почнаа да гасат, за среќа оганот, значи не ја зафати инсталацијата, не изгори куќата до темел, меѓутоа успеа да го спуштат оганот долу. И тоа што беше кога сите луѓе си заминаа, полиција си замина, све живо, едноставно мајка ми ме притегна и почна да вика по мене. Кој ѓавол влегол во тебе, утрета носам во болница на операција,
да видам што ѓавол влегол во тебе, како можеш ова да го правиш, како можеш ова да го гледаш, слушаш и така натаму и така натаму. Али буквално ме исплаши до коска. И тогаш Владко буквално ја повлеков таа сила во себе и ништо посебно не се случи наредните 7 до 8 години. Значи, детството си продолжи, немав никакви други контакти, нити пак некои паранормални искуства, нити било што. Меѓутоа, кога дојдов до нега 14 години и кусор, да кажеме, мајка ме однесе во едно место кое се нарекува Лепоглава. Тоа е негде околу 200 километри од Загреб, во Хрватска, блиску до Вараждин. И сега, како што отидовме таму, мојот вујко, или нејзин брат, на времето, он беше многу активен по тој тибетански будизам, по Шаолин, Чи, Енерджи, например, работи по йога нидра и слични работи. И он едноставно ми даде доста списание, доста книги и така натаму, кои што пишува за тие йогини или за тие, например, посебни тибетански лами кои што можат физички да левитираат, да помераат предмети, да гледаат аури и така натаму и така натаму. Меѓутоа едно списание, зборам за Арка, тој скачаше на времето на Балкан многу одамна. Едно списание беше интересантно затоа што имаше наслов астрално путување, значи астрално патување. Само што го погледнав, мислам тоа веднаш се појави конекција, мислам ми текна на оно што го искусив као многу мал, меѓутоа ќутев за тоа поради тоа што беше многу сензитивна тема за мајка ми. И тука веќе почнав интензивно вежбање, Владко. Значи, интензивно вежбање, зборам за пранајама, за медитација, значи мојата медитација почна од прво 15-20 минути по ден, па на саат и нешто, па евентуално заврши по 7-8 сата во лотос позиција, каде што така наречена кундалини енергија почна да се буди и предизвика изменети состојби на свест. Ми требаше 12 месеци за да достигнам до фаза каде што го оствари своето прво свесно индицирано вонтелесно искуство. И тоа беше многу кратко, и тоа во Ново Лисиче, меѓутоа како што проаѓаше време све поише и поише, значи го зголемував тоа. Доста голем прогрес ми се случи кога почнав да работам со така наречени Зенерови карти или ESP cards. Значи ESP стои за тие, например, слушатели и гледачи кои што не се запознаени за екстрасензорна перцепција. Значи тие карти се составени од квадрат, од круг, звезда, плюс и криви линии, кои што се умножени по 5 пати, значи еден шпил е околу 25 карти. Се користат како тестинг тул, значи алатка за тестирање на многу мали деца и возрастни кои што имаат телепатски способности, значи клирвојанс и така натаму, значи телекинеза и слични работи. И меѓутоа се доста многу јака алатка ако се знае правиот начин на тренинг. Значи може да те донесе до форма каде што можеш астрално да го напуштиш физичкото тело и повеќе да обстанеш таму. Меѓутоа, long story short, што би се рекло, како што повеќе навлегував во астралниот свет, така приметив дека воопшто она што го гледаме на вести не е реално. Дека живееме од реалност која што составена од многу цивилизации, значи гледав објекти кои што буквално ќе се спуштеа од небото, ќе влезеа директно у вулкански отвор или право по океаните и ќе влезеа таму по тие hydrothermal vents, што би се рекло. Меѓутоа, често случаи видов и војни хеликоптери кои што едноставно прават, како да кажам, бркаат одредени објекти. Објектите беа различни, значи некои беа како диамант облик, значи други беа топки на светлост, трети беа како дискови или сфери, например, некои има буквално менуваа бои, значи пошто се работи за објекти кои што имаат плазма, енергетски штит, кој што едноставно. И од тука едноставно почна све поише и поише да се развива и почнав да го истражувам. Значи, тука ми стана јасно дека
највисоките делови на како да кажам, на тие избрани влади, што би се рекло, не се целосно искрени во поглед на НЛО феноменот, значи и дека се работи за голем cover-up worldwide, значи широм светот, значи се прават напори за да се сузбие присутноста на други цивилизации околу нас. Имам едно кратко подпрашање од почетокот на разговорот, за да не ни избега, кога рече не се грейсите, туку се едни други, значи кои се овие со кои што беше во контакти, а кои се на пример грейсите како нивна, да речеме, спротивставеност, многу накратко. Значи, кои беа овие, затоа што очигледно дека не било така травматично како што го раскажуваш ти, туку било пријатно. Воопшто не беше травматично, за разлика од голем број на луѓе кои што ги опишуваат, например, тие искуства преку хипнотичка регресија и слични, например, техники кои што се користат, пошто во чести случаеви самите тие вонземјани го кратат сеќавањето за искуства, зашто некои искуства може да бидат многу болни и многу травматични. Значи, прво треба, например, можеби слушателите да сватат дека не се работи само за неколку врсти, например, рептоиди, сиви, нордици и така натаму, кои што се околу нас, него се работи за голем број на видови кои што се движат низ нашиот сончев систем. Значи, некои видови само транзитираат тука, други видови се стално тука, некои доаѓаат повремено, па си одат и така натаму. Значи, ова цивилизација која што мене ме пронајде, значи, она има дел бази испод вода тука на Земјата, нешто на Марс и на 4 месечини од Јупитер. Значи, тука се веќе долго време, затоа што ние не сме, мислам, многу луѓе веруваат дека ние сме посетени 1947 со Розвелтовиот инцидент. Кога тој краш, например, тоа паѓање на тоа летало падна, меѓутоа тоа воопшто не е така. Тие врсти се тука со илјадници години, значи ние не сме прва цивилизација на планетава, нити најразвиена, значи пред нас постоеле многу кои што едноставно биле многу понапредни технолошки и спиритуално од нас, меѓутоа за жал ради одредени агенди или како да кажам планови на многу темни сили дошло до конфликти каде што дошло до разорнување на тие древни цивилизации и евентуално мутирање на таа генетска функционалност и едноставно доаѓање или до појава на така наречени Homo sapiens или нова врста, што би се рекло, модерни луѓе што сме ние сега. Сега, Пане, на почетокот спомна ти дека во 80-тите години кога се случуваат овие работи, дека било буквално и опасно да се зборува јавно за тоа. Ама во последно време можеби не беше опасно, но беше прогласувано за теорија на заговор, за несериозно, за фантазирање. И после тоа, кон крајот на јуни годинава, се случува извештајот на Пентагон пред Конгресот, каде што сумирано велат тука се. Знаеме дека се тука, не се руси, не се кинези, не се наши, значи тука се. Извештајот горе-долу е толку, малце поопширен за Конгресот, ама верувам дека на конгресмените не им имаат кажано се што знае Пентагон за овие феномени. Мал коментар околу тоа, значи како се менуваат сега работите откако американците официјално признаат тука се? Да, тоа е одлично прашање. Вака, мислам, ја можеби пристапил до ова. Значи, прво треба да се можеби разбере пирамидата на моќ на човечката модерна цивилизација, ако можеме така да наречеме. Значи, зашто се работи? На самиот врв на власт, значи се работи за 13 фамилии, каде што, например, скоро целото богатство на светот циркулира. Значи, збориме за Рокефелерс, Ротчайлд и тој калибар, да кажеме, на семејства, кои што се екстремно богати. Значи, тие 13 семејства автоматски ги контролираат сите оние така наречени secret societies или тајни општества, од кои што најраспространети се така наречени масони, значи или фримейсонри. Тие, например, масони се буквално инфилтрирани во сите аспекти на модерното општество. И тие се тие кои што едноставно ги контролираат така наречени избрани влади, медиуми, значи science, војските, полиција, intelligence, значи space research и слични да кажеме тематики. Сега,
преку нив, значи автоматски се доаѓа до мислединг или заблуда намерна на луѓето, специјално преку History Channel, National Geographic и слични, да кажеме, медиумски канали кои што исто се во властиштво на тие сили кои што владеат со светот и кои што буквално прават shaping of the public opinion или го обликуваат мислењето на огромен број на човечки маси. Значи, што е реално, во што да веруваат, што се случило и така натаму и така натаму. Значи, UFO cover-up или, например, закривањето на скривањето на НЛО феноменот, значи, не е ништо ново. Значи, они со децении негираат дека се свесни дека не сме сами и дека има, например, авиони или кои што едноставно ги снема во Бермудскиот триаголник, во други региони, каде што имаше, например, блиски средби со летала од возанска природа, кои што има мануверска способност далеку по напредно него што имаме ние со нашава летачка технологија денеска, барем во public domain. Значи, и полека едноставно они преку самите тие канали, да кажеме, на History Channel, на National Geographic, они полека ги пробуткаат тие, например, информации. Значи, од она што мене ми е познато, преку филмот E.T., значи блиски средби од трет вид и така натаму, значи они психолошки полека почна, например, да непнуваат семе, како да кажем, да посадуваат семе во психата на човештвото, дека постои опција, дека ние не сме сами. Меѓутоа, психолозите на времето, кога направија евалуација, например, колку е модерниот човек способен да се соочи, каков импакт тоа ќе има на религиските верувања, значи на социјалните верувања и самиот модел на екзистенција. Значи, они одлучија дека не е правото време и одлучија да прават, например, коверак преку доктор Хайнек и други фигури, преку Project Blue Book и така натаму. Значи, они автоматски негираат дека постои НЛО феномен и ги класифицираа се како или метеоролошки балони, или какви илузии, фатаморгани на светлината или во небото и слични работи. Меѓутоа, проблем се појави кај луѓе кои што има блиски средби од четврти вид. Значи, тие луѓе почнуваа, например, да испојуваат контакт, например, одредени линии, например, и како да кажем, ожилци и слични работи се појавува видливи на ултравиолетова светлина. А уште полошо беше кога, например, видоа дека некои од тие луѓе се имплантирани со мали направи, значи збориме за нанотехнолошки направи кои што некои се многу мали, пар милиметри, некои многу уште помали, кои што едноставно емитираат фреквенција и едноставно и прават, како да кажем, добиваат одредени сигнали од надвор. Значи, праќаат информации некому таму и тој некој таму едноставно праќа информации назад, што значи некои сили едноставно ги користат тие вонзамски импланти како ремоут камера. Значи, све што човекот, например, гледа, све што слуша, све што збори, например, све што прави интеракција со било што, значи, они преку тој вонзамски имплант, доколку сакаат, може автоматски да го имаат на своите виртуални екрани, што би се рекло визуелна природа. Меѓутоа следат крвен притисок, следат пулс на срце, значи следат како мозокот е активен, значи може да предизвика сумнувачка парализа. Едноставно ќе го извлече астралното тело надвор, значи да не осеќа и ќе го земат, например, телото. Значи се појави, например, се доби, например, јасно до знаење дека исто одредени припаднички на понижниот пол, значи се земени и се користени за хибридизација. Значи од некои од тие врсти, значи фетуси беа извадени и анализирани кои што беа получовечки, полувонзамски така натаму. Меѓутоа да го доодговорам на прашање пред тоа која е разликата меѓу Грейси и оние, да кажеме, кои што јас ставив тогаш во контакт, например, Грейси се некои кои, например, останаа тука уште од времето на Атлантида и Лемурија. Значи и тие два конфликта и они се некој вид на посредници или работници за оние сили, например, кои што го контролираат овој сончев систем. Значи силите кои што го контролираат овој сончев систем се стационирани грото околу Сатурновиот систем
и самиот доктор Норман Бергман, кој што работеше за НАСА, значи он изјави многу наврати и објави книга, например Ringmakers of Saturn, каде што он сними огромни cigar shape, да кажеме, објекти, како ги прават тие прстени околу Сатурн и така натаму. Меѓутоа, проблем е што некои од тие објекти што се снимени е 50.000 километри долг и 4 километри широк. Значи, се работи за екстремно напредна цивилизација која што едноставно има способност да влегува во Сонцето и да го користи Сонцето или звездата, да кажеме, нашата звезда која што е исповрзана со сите други звезди во галаксијата и понатаму како некој вид на космички метросистем. У кој смисол мислам, значи буквално ќе дојде објектот и ќе испушти, например, како зракна плазма кој што е исповрзан со сајметички звук и тој отвара некој вид на сончева порта или сангейт. И тука може едноставно да испушти 200, 300, 400 објекти, например, кои ќе влезат натре и евентуално штом се влезат натре, значи влегуваат некој вид на wormhole, например, transport system. Може да излезе у некоја звезда, например, 30 светлосни години од тука, може 50, може 5000, може кој знае, да кажеме, у кој дел од Вселената да излезе каде што сака, значи буквално како автобуски станици, што би се рекло на космички стил. Сега, или евентуално можат објекти да дојдат, кажеме, надвор. Значи, онаа цивилизација која што стапи у контакт со мене, значи, делимично у помал број е тука меѓу нас, значи не се сложува со политиката или да кажеме начинот на кој што се врши таа експлоатација врз човечките битија или со тие грейс. Меѓутоа, за жал, не може многу да стори во противност или против тие сили кои што се доминантни, значи во сончевиот систем. Може би најдобро за да слушателите разберат кои се, како да кажам, кој е балансот на силите во сончевиот систем, може да би било најдобро да се вратиме назад во времето и да го споделам моето размислување, моето искуство, што тачно се случило пред многу илјадници години. Така, Пане, значи тоа е наредната тема која што мислам дека е највозбудлива, затоа што модерните теми се подеднакво возбудливи, но минатото за мене представува една огромна мистерија и во моментот во кој што почнав да стапувам во контакт со книги, со документарци кои што размислуваат на темата, ми стануваше се пологично. Значи, да почетока, значи, ние живееме во систем во кој што вели историјата, запишаната историја е 7000 години. Значи, со појавата на сумерската цивилизација. Претходно го имаме новото камено доба или неолитот, но она што е интересно дека Сумер како цивилизација има се. Има архитектура, има математика, има литература, има поезија, има писмо, и тоа не како хиероглифите, туку писмо како што имаме ние, значи кое што е клинестото писмо со кое што се запишувани нивните текстови. Значи сега е многу чудно како тоа до сега имало камено доба и одеднаш имаме цела една развиена цивилизација со систем од А до Ш. Кој е твоето мислење, значи како одеднаш се појавува овој Сумер и дали пред 7000 години претходно имало само камено доба, имало праисторија и ништо друго? Так. Да, логично прашање. Меѓутоа, за да адекватно, мислам, одговорам на вашето прашање, морам да се вратам уназад уште во времето. Сега морам исто да кажам на гледачите и на слушателите дека мојот извор на информации е грото од тие контакти со тие вонземски интелигенции кои што воопшто не се сложуваат со онаа званична историја која што е едноставно прикажана на интернет, на Википедија или во академските кругови. Значи, за што се работи? Значи, јас прашав на кој начин едноставно дошло до појава на живот на планета. Оно што успеав едноставно да добијам од тие вонземски интелигенции беше фасцинантно.
Значи, они воопшто не говорија за милиони и милиони години од развиток, например, како на Чарлс Дарвин, да кажеме, преку амеба, која што се развива во посложени организми и така натаму, за да дојде до рептили, па после евентуално птици и така натаму. И евентуално појава на така наречен Homo sapiens, значи Homo е human, а sapiens е така наречен smart. Значи, за жал, колку и да сакаме да се класифицираме како свесни и паметни битија во споредба со она што постои во Вселената, ние воопшто не сме тоа. Сега, нивниот, како да кажам, пристап е тоа дека околу 70.000 до 50.000 години уназад, значи првите колонизатори дошле во овој дел од Вселената преку тие сончеви порти или Sun-Gates и почнали едноставно да го населуваат овој дел од Вселената. Како што се прилагоделе тука, значи главниот центар им бил во една планета која што на времето орбитирала помеѓу Марс и Јупитер. Значи, за жал, таа планета беше уништена. Тоа е тој астероиден појас кој што денеска, да кажеме, постои меѓу Јупитер и Марс. Марс бил комплетно тераформиран, значи што се вика lifeless object. Исто и земјата, значи донесени се водород, кислород, хелиум и така натаму, значи сите основни неопходни елементи за биолошка екзистенција. Првите колонизатори што дошле во овој дел од сончевиот систем, ние ги знаеме под називот лемуријанци. Значи, не се збори за почеток на живот на нашава планета од амеба која што се развива постепено, него се случува комплетно посета на интелигентни битија кои што имаат екстремно високо развиена технологија и екстремно високо познавање на силата. Значи, под сила подразбирам, значи, спој помеѓу свеста и енергијата во материјата. Значи, они можат да контролираат таа, да кажеме, енергија која што плови слободно во нашиот универзум со снагата на нивните мисли, може да модулираат, да менуваат, дали употреба со мантрика, да кажеме, одредени, како да кажам, вокални звуци кои што на исти начин како што она, како да кажам, сайметика, например, ако пуштиш одредена фреквенција, значи одреден звук на плато со песок, значи како што менуваш фреквенцијата, одредени геометриски облици, да кажеме, се ствараат како резултат на таа фреквенција. Значи, тие лемуријанци покрај многу други работи биле мајстори буквално на таа интонација. Значи, знаеле тачно како да ги вибрираат молекулите или атомите на одредени, да кажеме, хемиски елементи, да менуваат, значи да материализираат, дематериализираат и така натаму. Значи, оно што сакам да кажам, они буквално ја населиле планетава Земја на површината, изградиле огромни градови и така натаму. Меѓутоа, и ја прокопале земјата скроз доле и ја оформиле она што по легендите се нарекува Агард или подземно царство. Значи, денеска може јасно да се види дека на самиот оне крас што е, нели, значи се појавуваат шуплини кои што водат до централниот дел на земјата кој што е исто шуплив. За жал, значи, научниот дел кој што повторно е контролирано од масоните и слични, да кажеме, организации, значи не дозволува реална информација да допре до генералната популација. Значи, се уште се чува дека таму има железо и дека е толку магнетизирано и така натаму. Меѓутоа, за жал, тоа воопшто не е вистина. Оно што е битно да се разбере дека оваа цивилизација, значи, дошла на овој дел од Вселената само со една цел: да направи транзиција од материјалното до нематеријалното. Значи, што тачно подразбирам под ова? Значи, да многу цивилизации во Вселената. Начинот на еволуција се движи дека кај тие цивилизации, односно кај одреден број на цивилизации, значи почнува ефект на сила. Под ефект на сила, значи подразбирам, значи субјекти од таа цивилизација или таа врста почнуваат да манифестираат телепатски, телекинетички способности, како што понатака тоа се развива, значи се префрла во телепортација, левитација, значи материализација и така натаму, и евентуално со тек на време они доаѓаат до созревање, каде што почнуваат, например, да спојуваат својата енергија и својата моќ.
што значи во употреба на принцип кој што се нарекува астрална проекција во нашето скромно разбирање денеска. Значи они можеле едноставно да напуштат својата физичка есенца и да се спојат со други како да кажем субјекти од таа иста врста во една огромна астрална скупина, во каде што они можеле на пример да ги поделат своите емоции, својата меморија, својот интелект и својата енергија. Како што поише и поише, да кажеме, се повеќе и повеќе се спојувале, да кажеме, во едно единство, така евентуално таа раса доаѓа до стадиум на растење со тек на време и евентуално доаѓа до степен каде што најголемиот број единки од таа врста автоматски се спојуваат во една свесна целина, многу помоќна како единство, него апарт, раздвоено. И евентуално доаѓање до целосно цепење од физичката екзистенција и приклучување до нешто што се нарекува космичка суперсвесност. Значи, оно што мене ми беше објаснето, таа космичка суперсвесност денеска е сигурно сумаризирано енергетско тело од милиони врсти во Вселената кои што веќе се многу понапред еволутивно од нас. Меѓутоа, на почетокот на времето, кога овој универзум бил креиран, значи таа суперсвест го материализирала целото ова, како кажеме, седом слоен универзум и едноставно направила семе на живот во различни делови од Вселената. И едноставно го напуштила теренот. И сега како секоја цивилизација, да кажеме, мислам, секоја врста се развивала, некоја повеќе, некоја помалце, значи две сили биле доминантни, силото на доброто или силата на креацијата и силата на злото или силата на деструкција. Значи едната силата на светлината гурала кон еволуција, а другата гурала едноставно или буткала кон силата кон тоа да ја намали таа например еволуција или да ја успори, што би се рекло. И сега, како што се развивале тие врсти, полека тие што ќе стигнале до тоа еволутивно ниво, значи се стварала нова, како да кажеме, космичка суперсвесност, па друга, па трета и така натаму, и едноставно сега е производ од милиони и милиони врсти. Значи, тие древни лемуријанци, по тоа што можеме да видиме по тие древни храмови, например, седење во лотосов положај, значи, и така натаму, значи, врз база, они знаеле тачно, например, кој покрет на рака, на нога, какви ефекти предизвикува во свеста и обратно. Значи, они се спојувале во тоа единство за кое што зборам и станувале едно. И биле многу близко до она последно, финално цепење од физичката материјалност, од како да кажем, материјалната екзистенција. Меѓутоа, за жал, таа темна сила исто приметила дека се они близко до еволуцијата и почнала да праќаат други посетители. Значи, зборам на посетители од издолжени черепи, значи други, например, величини на различни величини, например, некои дури биле и цели джинови, што би се рекло. И, например, за жал, тие посетители кои што дошли и евентуално ја оствариле таа колонија која што ние нарекуваме Атлантис или Атлантида, значи почнале да прават проблеми и конфликти. Значи, у нивното разбирање, поради тоа што потекнуваат од темната сила, значи, соживот, значи, не било опција. Они биле со уверение дека они се, како да кажам, природни владетели на сите могучни врсти, што би се рекло во Вселената, и све остало едноставно треба да биде подчинето со нив. Значи, за да го разберат слушателите и гледачите ова, најдобро би препорачал, например, да ги погледнат моите други онлайн презентации, каде што има слайдови од древен Египет, од древна, да кажеме, Сумерија и така натаму, каде што јасно се гледа, например, како хронолошки тоа идело. Значи, у глобала, тоа нетрпение растрело и некаде околу 11.600 години пред сегашно време, значи, дошло до огромен конфликт. Значи, каде што Лемурија и Атлантида се едноставно се соочиле у таков конфликт, кој што скоро се било разрушено. Значи, се употребувале не само нуклеарни оружја, него се употребувале, значи, различни типови на плазма бомби, значи се употребувале оние камени
топки кои што биле наелектризирани, например, со посредство на електрична енергија и магнетни полиња, значи они успевале да створат, да кажеме, као магнетна плазма, суперчарж плазма и можеле да ги спојат со повише и буквално ремоутли, значи со далечинско управување можеле едноставно да ги усмерат према тие непријателски градови и така натаму и едноставно да направат discharge и топање на тие древни локалитети кои што ние ги нарекуваме, да кажеме, храмови и така натаму. Значи, грото од оние древни кратери кои, например, човек ќе почне да истражува тие, например, кај се тие кратери кои што, например, по континентиве, барем на површината на тлото, не во океаните, се пронајдени, точно е таму каде што грото тие импакти, воени импакти биле ослободени. На многу места каде што има огромни кратери, значи не се пронајдени никакви докази нити од астероид, нити од метеороид, што не би требало да биде случај. Значи, значи очигледно се работи за детонација на екстремно напредни оружја. Да не говорам за слоеви на планетава Земја кои што се пронајдени, кои што се потполно ветрифицирани и каде што има нуклеарно присуство. Особено, например, во Мохенџо-џаро јасно се гледаат, например, скелети кои што се екстремно радиоактивни, слични работи, кои што не би требало да биде случај. Значи, она што се десило пред скоро 12.000 години или 11.600 поточно, е буквално рушење, например, на скоро целата цивилизација на Лемурија и на Атлантида. Значи, од страна на вознемски, значи, начинот на кој што се десило е тоа што, например, сега ние класифицираме од денешно време 3 типа на цивилизација. Значи, цивилизација 1, 2 и 3. Све во зависност, например, колку таа вознемска цивилизација има пристап до моќ, до енергија, до разбирање, например, на вселенските закони и така натаму и така натаму. Значи, и тоа исто го класифицира према величината на нивните објекти. Значи, за жал, ние се уште како модерна човечка цивилизација не сме ни на класата на класа 1, се уште сме на 0, меѓутоа, ако би не оставиле да се развиваме до одреден степен, значи за некои 100 до 200 години би требало веќе да доаѓаме до нај степен на цивилизација 1, меѓутоа тоа не мислам дека ќе се деси, што ќе спомнеме можеби малце покасно. Меѓутоа, она што е битно дека објектот кој што дошол во соларниот систем, значи со еден зрак на ласерски зрак, што би се рекло, на енергетизиран зрак, ја уништил таа планета која што орбитирала на времето помеѓу Марс и Јупитер. Самата таа деструкција ослободила таков, например, распростирачки гравитацијски талас или бран, кој што за жал направило дисрупција на сончевата гравитација. У друг смисол, што сакам да кажеме, дека самата планета Земја искусила поларен шифт, и тоа не само еднаш, него пар пути за краток временски интервал пред него што самата, например, гравитацијска сила од Сонцето била воспоставена пак. Доволно било да се излеат тие, да кажеме, таа вода од океаните, едноставно да почне да се движи неконтролирано. И тоа зборам, тоа веќе кога самата таа војна била у екстремна активност. И како што значи, видовме што може цунами од 40 метри да направи во Фукушима во Јапонија во 2011, значи кое раздурнување, значи збориме само за 40 метри. А може да замислите, например, цунами од 4, 5, 6, 7 километри висок, значи која е тоа сила на водата. И буквално едноставно има разрушено све. Значи тој главен град на лемуријанците, значи Шамбала, кој што екзистирал во денешна пустиња Гоби, во така наречено Бело острво, значи на површината било скроз бришен. Атлантида, главниот град Атлантида, кој што се наоѓа во денешна држава која што нарекуваме Муртенија, значи Муртенија тоа е, например, левиот дел од Сахара, пустината. Значи, на око на Сахара е буквално главниот град на Атлантида, каде што пошто Атлантида не било само една, значи тоа било распространата колонија на објекти, например по Пацификот, да кажем и така.
Да. Значи отприлика во Мароко некаде би се наоѓало тоа сега. Мароко е близко, значи Муртанија е малце подоле. Значи можат например повторно да кажам гледачите да погледнат например има доста например или The Big Picture Evolution of Human Consciousness, значи исто долга презентација која што има со слайдови, можете и тачно да видат. Значи од кога тоа се десило, одреден број на тие древни лемуријанци и атлантиѓани преживеале. И тогаш се успоставила она така наречена вакво древна египатска култура, кои што биле например потомци. Тука Сумерија се воспоставила, значи при Columbian culture и вакво и она што останало на истокот кој што ние денеска поради многу мало разбирање го нарекуваме будизам, значи тоа царство на Рама, така наречено Рама Empire, каде што например самите битија биле поразлични, значи им растело као шилец од главата, имале долги уши, значи нивната коса била сасвим другачија, повише кадрава и така натаму, исто како и например и древните египтјани и например древните од Сумер, значи имале различни величини на телото, значи некои биле прави џинови поради тоа што самите услови, биолошки услови на планетава Земја биле поразлични. Значи дозволувале така наречен гигантизам или optimal genetic expression. Значи optimal genetic expression е нешто што се нарекува, што е израз кој што стои например за она најдоброто што може РНК-та и ДНК-та да го обезбеди во жив организам. Значи од тука дошле например до релативна коегзистенција наредните 7000 години и кусур, каде што Рама Empire се развивало посебно, значи после имаме појава на оние, како да кажеме, Easter Island, значи појава на тие Мауи и така натаму, значи појава на сумерската цивилизација или Месопотамија и вакво преколумбиската вакво цивилизација. Значи тие Олмекс, како што можеме да видиме, сите биле џинови. И сега тоа се развивало понатаму, меѓутоа за жал тие воземски сили кои што почнале автоматски да ја контролираат овој сончев систем, не сакале да застанат тука. Сакале буквално да направат, како да кажам, некој вид на фарма или центар за експлоатација на вакво во сончевиот систем. Евентуално конфликт се случил уште еден околу 4000 години пред ова, значи околу 2000 BC, значи 2000 BC. Значи зашто говорам така? Сите оние текстови како што се Рамајана, Махабхарата, Бхагавад Гита до некој степен, значи они говорат за така наречени вимани или астри, така натаму, кои што едноставно ги користеле тие древни хуманоиди во борба со така наречени богови. Значи тие богови автоматски не биле богови, него се работа за друг тип на суштества, значи водземјани. И сега интересантно е што например оној Рама Бридж, например Рама мост, што се наоѓа помеѓу континентот например на Индија и на Шри-Ланка, кој што објасли, значи очигледно е artificial. Значи самите камења се околу 4000 години стари, меѓутоа автоматски стојат на вакво на песок кој што е вакво, како да кажам, 7000 кусур, што нема сенс. Значи од друга страна кинезите зборат например за таа огромна поплава што повторно се случила пред околу 4000 години. Од друга страна National Geographic скажуваше дека древните египтјани ги снемало околу 4000 години вакво поради огромна суша. Потоа Fox Channel објави дека онаа цивилизација Харапа во Индија и така натаму, значи поради овој пат climate change, значи промена на климатските услови, значи автоматски ја снемало и така натаму. Дури па и во древна Сумерија, значи најстарите преводи на она Epic of Gilgamesh пак е тука негде околу 4000 години. Значи тука за жал по тој исто екстремно голем конфликт, воземските цивилизации употребуваат екстремно јако енергетско оружје, кое за жал предизвикало генетска мутација.
каде што автоматски самата функционалност на биологијата на оваа планета била даунградирана. Значи, веќе тие дрвја, например, што растеле гигантски во тоа време, значи, нивниот раст се намалил, значи, птиците растот на птиците, растот на инсектите, значи, растот на водениот свет, значи, на ајкули, на китови и така натаму, значи, сето тоа се направило едноставно снижување, а за жал тие древни хуманоиди кои што биле, како што кажа, значи некои со издолжени черепи, некои со 3 очи, некои со повеќе раце, нозе, значи дел човек, дел риба, значи слични работи, значи пошто има голем микс например на генетика. Значи не се работи од quadruple или triple DNA, значи паѓање на она што ние денес како нарекуваме double helix functionality. Значи double helix во основа подразбира суштество кое што например кое поседува само 5 сетила, значи добива инпут од 5 сетила и тие например висши способности на свеста како телепатија, телекинеза и така натаму се дисконектирани. Самиот раст, значи на луѓето, значи одредени, мислам луѓето, не биле луѓето, биле древни хуманоиди, самиот назив е погрешен кој што денеска ги вако класифицираме. Значи се намалил драстично, значи функцијата на она што ние денеска го нарекуваме на pineal gland или вакво pituitary gland и така натаму, значи се направил до степен на многу мала функционалност. Од тогаш, фактички, ако некој почне да истражува, ќе види дека estimate, значи некаде околу пред 4000 години самата популација скоро да била истребена. Значи останале само 27 милиони суштества, например, кои што ги преживеале тие, што преживеале тој конфликт пред 4000 години. Денеска се раѓаат некои деца со продолжени черепи, меѓутоа родителите ги носат на операција за да тој череп се скрати и така. Значи, ние original bloodlines од тие, да кажеме, 27 милиони единки се уште од време на време се појавува околу луѓето. Сега, за жал, од тоа време, значи самото даунградирање на свеста буквално дошло до ситуација дека модерниот човек, или она што ние го нарекуваме Homo sapiens, значи почнал да трча гол по шуми, значи да лови со лаки, со стрела и така натаму. Тие светлини, точки на светлина и објекти се уште се појавувале и они ги цртале по тие пештери, дали збориме за абориджини, дали збориме за други древни култури. Меѓутоа, ние не еволуиравме ништо од тогаш, меѓутоа прогресиравме. И онда дошле оние, како да кажам, темни времења или dark ages, да кажеме, каде што самата црква направила инквизиција, вакво каде што дошле оние верски војни помеѓу, да кажеме, католичките фракции, исламските фракции и многу други работи. Меѓутоа, за жал, како што полека се движевме низ историјата, ние станавме свесни дека не сме сами повеќе додека, мислам, за времето на Првата светска војна, особено за Втората светска војна. Во моментот, например, пилотите ги нарекуваат богис, вакво или Foo Fighters, каде што се забележа објекти кои што едноставно маневарски ќе се појават на едно место и ќе се изгубат, ќе се телепортираат можено 2-3 километра понатака, или например авионот доаѓа вака лета, например објектот ода ќе оснема, ќе се појави позад авион. И евентуално ако почне, например, авионот да произведува агресивно, да кажеме, однесување, самото тоа НЛО ги рушеше авионите. Сите тие објекти се водеа официјално под така наречен, например, Project Blue Book. Меѓутоа, во тоа време беше некој вид на војна помеѓу древно или да кажеме бившо КГБ и ЦИА. Значи, беше као борба за превласт кој повише ќе завземе возенска технологија. Например, тие што правеа. Например, приметија дека одредени НЛО се осетливи на одреден, да кажеме, на одредени радарски системи. Пошто одредени НЛО, например, не користат жици и кабли како ние што користиме. Значи, они користат нешто слично, оно што се нарекува fiber optics. Например, the information travels through the light. И, например, доаѓа и преку нивните алгоритми, например, за guidance систем и така натаму и контролираат тие, например, летала. Меѓутоа,
кога одредени радарски системи се во погон и кога тој, например, тие particles или тие честици, например, радарски, едноставно се движат натака и де прават интерфер на таа, например, светлина каде што постои таа технологија слична на fiber optics. Бидејќи со емуниција, мислам со ракети, со бомби, со такви работи, значи не можеш ништо да го бутнеш тоа нуло. Меѓутоа со одредени, например, вакво, како да кажам, радарски системи, некои од тие објекти почнале да паѓаат, пошто едноставно правило интерференс на тие guidance систем. А посебно покасно преку работата на Никола Тесла или така наречена Death Ray, значи они го потребуваат сам нешто од неговите, да кажеме, изуми за да ги рушат тие објекти. И сега објектот ако падне, значи специјален тим, да кажеме, од таа така наречена shadow government, например, се патува до таа локација, до тие координати. Ако објектот е скроз разрушен, ќе ги собере, да кажеме, остатоците и ги носи во скриени бази. Евентуално ако објектот е масивен, голем, они правеа цели бази на тоа место. Така и се прави обратен инженеринг за да се репродуцира таа технологија.